Почитуван министер за финансии Фатмир Бесими, почитувани пратеници, почитуван подпредседател на Собранието, почитувана гувернерка, почитувани министри, градоначалници, членови на дипломатскиот кор. Мотивиран од сцената како изгледа денес, сакам посебно да ја поздравам директорката на Управата за јавни приходи, господица Сања Лукаревска, да се води управа која што работи на целата територија, која работи со над 600 цифрена бројка на деловни клиенти, над 1 милион граѓани со своји даночни броеви. Треба навистина да бидете вешт, успешен, посветен и пред се стручен диригент. И сакам да ја честитам за сите успеси кои што ги направи и за сите напори кои што ги вложи, за да во оваа време на криза обезбедиме приходи со кои ги финансираме сите потреби на граѓаните. Сања, ти благодарам од името на владата. По повод одбележувањето на Денот на даночните работници во Управата за јавни приходи, упатувам честитки за вашето посебно место и улога во обезбедувањето на финансиската стабилност на државата. Заедно денес одбележуваме 76 години од воспоставувањето на даночниот систем на нашата држава. Од тогаш до денес даночниот систем бележи многу достигнувања и успеси, што се должи на посветеноста на нашите даночни службеници, чуварите на државната каса. Сите добро ја знаеме улогата и значењето на оваа институција. И секако, вашата улога, почитувани даночници, вашата посветеност во обезбедувањето на приходите, а истовремено и соработката и партнерски однос кон бизнис секторот и граѓаните. Ви честитам за вашата посветеност во работењето и високиот квалитет на услугите за даночните обврзници со цел на времено и точно исполнување на обврските и пред се праведно и ефикасно собирање на даноците и на јавните давачки. Тоа е клучно за функционирањето на една држава и значи средства за изградба на темелите на општеството, како инфраструктура, образование, здравство, заштита на животната средина, одржување на јавниот ред и мир и се останато што е од интерес на граѓаните. Управата за јавни приходи има многу значајна улога за државата како целина. И во таа насока ги охрабруваме чекорите и новитетите кои се воведуваат како дигитализација на услугите и модернизација на процесите. Заедно со нас спроведувате ефикасен, транспарентен и праведен даночен систем и даночни политики преку наплатување даноци, градејќи партнерски однос со даночните обврзници. Сите ние знаеме колку фискалната дисциплина е важна за државата и за нејзиниот развој. Поголеми приходи од даноци значи и поголема одговорност кон државата и поголема свест дека со тоа ќе се обезбедат подобри јавни услуги, поквалитетно здравство и образование, како и редовни плати и пензии. Повеќе даноци значат и повеќе средства во буџетската каса за уште повеќе градинки, училишта, болници, патишта, нови инвестиции и нови работни места. Затоа за поздравување е секој ваш чекор кон подобрување на процесите, нивната дигитализација, а се во насока на олеснување на процедурите за граѓаните и за компаниите со цел редовно и навремено да ги подмируваат своите обврски кон државата. Показател за успешната работа на Управата за јавни приходи, како една од најзначајните институции, се и последните бројки за наплата на даноците. Во периодот од јануари заклучно со ноември 2023 година остварен е вкупен даночен приход од над 1,6 милијарди евра, што е зголемување за 7,6% од остварениот даночен приход за истиот период во 2022 година. Пораст на наплатата е регистриран и во ноември годинава, кога истата изнесувала над 163 милиони евра, што е реализација од 112% од планираниот вкупен приход за ноември, односно за 42% поголема наплата од ноември 2022 година. Овие бројки ги кажувам од причина што даночниците се скромни луѓе. Тие се практично
невидливи, за разлика од другите кои што често ги гледаме по пресконференции, кои што работат на расходната страна на буџетот. Меѓутоа, подеднакво важна е и приходната. И затоа, за да не мора самите да се пофалат, јас ги извадив овие бројки, за да може да ги пофалам и за да може да споделим еден аплауз за сите нив. Владата креира позитивни политики и затоа успеавме да постигнеме ефикасност. Големите даночни обврзници од почетокот на годината заклучно со ноември да учествуваат со 43% во вкупно наплатените даноци во државата. Како одговорна влада која промовира политики во насока на градење на социјална држава, обезбедивме сет мерки со цел да го заштитиме животниот стандард на граѓаните, но и да влијаеме за намалување на сивата економија и спречување на даночното засвојување. По воедувањето на мерката Мој ДДВ во 2019 година, од почетокот на годинава го зголемивме лимитот за граѓаните за поврат на ДДВ од скенирање на фискални сметки од 1800 на 2100 денари по тромесечие. Бројот на граѓани кои ја користат апликацијата е над половина милион и постојано расте. Од почетокот на мерката до денеска, кај граѓаните се вратени близу 8,1 милијарда денари или 132 милиони евра. Не дозволивме инфлацијските текови да се одразат врз џебот на граѓаните. Со одговорни политики го спречивме растот на цените. Основните прехранбени производи кои се дел од секојдневната употреба на граѓаните и понатаму се оданачуваат по најниски даночни стапки на ДДВ, односно нема промена и таа останува 5%. Предвидовме најнизок данок за најширока листа на основни продукти во регионов и во земјите од Европската Унија. Потикнуваме солидарност и општествена одговорност и ги штитиме најранливите. Продолжуваме со 9-тиот пакет антикризни мерки, каде со средствата од солидарниот данок обезбедуваме повисоки плати, пензии, субвенции за оние кои најмногу им е потребна помош. Досега, само по овој основ на солидарен данок, во државната каса се слеале близу 42 милиони евра. Продолжуваме и со таргетирана конкретна поддршка за ранливите категории граѓани, за учениците, за студентите, за пензионерите, за граѓаните, корисниците на социјална помош, граѓаните со посебни потреби, самохраните родители, домаќинствата со ниски приходи, земјоделците, како и поддршката на компаниите. Економскиот раст на една држава зависи од способноста на нејзините институции да се справат со предизвиците. Способноста на УЈП да се справи со предизвиците во целиот изминат период беше и е на највисоко ниво. Ние и тие заедно покажавме дека само со координиран пристап меѓу сите институции и со заедничка заложба можеме да имаме резултати. Имаме високи очекувања од институциите дека сите заедно ќе вложиме напор за да обезбедиме фискална одржливост и долгорочен развој на нашата земја. А тоа ќе го постигнеме преку модернизација, преку дигитализација, преку воведување на нови знаења, преку обучување на нови вработени, преку воведување на европски и светски стандарди и преку професионализација на кадрите во нашите институции. Запознаен сум со каква енергија и професионалност работат даночниците и верувам дека Управата за јавни приходи е институција која постојано се унапредува и постојано напорно работи за понатамошно усовршување. На сите вам, професионалци, даночни работници, сегашни, но и оние кои се пензионирани, уште еднаш ви честитам за сите постигнати резултати кои се успех за вас, за нас и за целата наша земја. Нека е честит денот на даночниците. Ви благодарам.